Добар ден, почитувани гледачи. Во ова издание на отвореното студио на телеканал А1 зборуваме на тема осигурувањето во Република Македонија, односно состојбите во осигурителниот сектор во 2016 година, со посебен осврт на влијанието на елементарните непогоди и политичката криза, но и резултатите кои ги постигнаа осигурителните компании. Ќе разговараме и за тоа дали ќе понудат нешто ново осигурителните компании. За таа цел го поканивме председателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Македонија, господин Климе Поповски. Добар ден и добре дојдовте во новото издание на отворено студио на телеканал А1. Добар ден, поздрав до гледачите на вашата телевизија и благодарам за поканата и можноста да разговараме за осигурителниот сектор во Република Македонија. Така, најпрво пред да започнеме, сакам да ви заблагодарам, бидејќи отпатувавте од друг град и дојдовте директно во нашата телевизија, да ви заблагодариме ние како редакција за вашето гостин во нашата емисија. Задоволството е мое, бидејќи една од основните мисии на Агенцијата за супервизија на осигурување како регулаторно тело, покрај тоа што води сметка за стабилноста на функционирањето на осигурителниот сектор, ние имаме една многу да кажеме, интересна мисија, а тоа е да го шириме степено на едуцираност, на така наречена финансиска едукација или осигурителна култура на граѓаните во Република Македонија за тоа колку е значајно потребата од купување на осигурителни продукти. Токму така, па ајде да започнеме со тоа колку осигурителни компании има во Република Македонија и како тие ја завршија 2016 година. Во Република Македонија, покрај тоа што постојат 15 вкупно на број друштва за осигурување, екзистираат и голем број на останати чинители. Така да ќе дадам сега една слика за тоа кои све субјекти учествуваат во осигурителниот сектор во Република Македонија. Значи, напоменав, 15 друштва за осигурување, тие се сите акционерски друштва, и тоа 11 друштва функционираат или нудат осигурителни продукти во сегментот на неживотно осигурување, 4 друштва за осигурување се во сегментот на животното осигурување. Поголемиот дел од овие друштва за осигурување се во собственост на странски осигурителни групации со седиште во земјите членки на Европска Унија. Меѓутоа, постојат и голем број на останати субјекти, кои што веќе кажа во моето воведно обраќање, кои што обавуваат функција на посредници во осигурувањето, така да во 2016 година имавме вкупно регистрирани 33 осигурителни брокерски друштва, 14 друштва за застапување, потоа 3 деловни банки работат како посредници во осигурувањето, значи тие имаат посебна дозвола за да посредуваат помеѓу осигурениците и друштвата за осигурување, така да сега граѓаните можат и во самите банки да купуваат осигурителни продукти. Понатаму имаме 463 лиценцирани брокери и 1086 лиценцирани застапници или популарно наречени агенти. И вкупниот број на вработени во осигурителниот сектор изнесува 1933 лица. Тоа укажува дека голем број на субјекти и голем број на лица директно и индиректно се вклучени во осигурителниот сектор. Иначе осигурителниот сектор, гледано статистички и историски, во последните 10 години бележи позитивни стапки на пораст, и тие позитивни стапки на пораст се едни од поголемите воопшто во земјите во регионот или споредено со земјите од Централна, Источна и останатите земји од Југоисточна Европа. Посебно во сегментот на осигурување на живот, но сега ќе кажем и одредени податоци, одредени бројки. 2016 година ја завршивме со вкупно остварени приходи од продажба на осигурителни продукти во износ од 8,72 милиарди денари, и тоа представуваше пораст од 5,34% во однос на 2015 година. Тоа е една солидна стапка на пораст, секако дека е ова стапка на пораст над
порастот на раст на бруто домашниот продукт во Република Македонија, што значи дека осигурителната индустрија ја надминува стапката просечна на вкупниот економски пораст во нашава земја. Ако споредиме неживотно и животно осигурување, секогаш дека неживотното осигурување доминира во вкупниот осигурителен сектор и тој бележеше малку помала стапка на раст во однос на просекот, растеше со 3,5%, додека осигурувањето на живот бележи високи 17% пораст. Имено во сегментот на осигурување на живот, бидејќи историјата на животното осигурување е релативно мала, од 2005 година наваму, ние секоја година бележиме двоцифрени стапки на пораст. Тоа е еден важен индикатор дека граѓаните Република Македонија се повеќе препознаваат дека ризици постојат. Тие ризици може да предизвикат финансиска загуба кај на нивниот семеен буџет, финансиска загуба за правните лица исто така и сигурно и самите државни институции тие се соочуваат со ризици во своето работење и тие потенцијални финансиски загуби тие може да ги компензираат доколку имаат обезбедено квалитетни осигурителни програми. Свеста кај граѓаните е се поизразита, довербата према друштвата за осигурување дека ќе ја плата штетата е се поизразита, така да ги имаме сите оние неопходни предуслови дека осигурителниот сектор ќе се развива и понатаму во иднина. Како што спомнавте и вие, во Република Македонија кај граѓаните расте свеста за она што го нуди, што го дава и што можеме да го добиеме од осигурувањето, па како што кажавте дека има животно и неживотно осигурување, но сепак осигурувањето на имот има највисока стапка, но еве напоменавте дека и животното осигурување расте. Што со тоа? Па ја сега ви дадаме на еден приказ за тоа кои се најважни осигурителни продукти и во сегментот на неживотно и во сегментот на животно осигурување, за да и граѓаните бидат подобро информирани за што све може да се осигуруваат. Во сегментот на неживотно осигурување, она што доминира е задолжителното осигурување од автоодговорност. Секое превозно средство, согласно со Закон за задолжително осигурување во сообраќај, мора да има полиса за автоодговорност. Значи не можете вие да регистрирате возило, без разлика дали тоа патничко возило, дали е транспортно возило, без при тоа да има полиса за автоодговорност. Меѓутоа, за информирање на граѓаните, често пати тие не се свесни дека оваа полиса фактички не се однесува за осигурување на сопственото возило, туку се однесува за осигурување од потенцијални финансиски загуби што вие можете да ги предизвикате на трето лице. Значи, ако вие сте причинител на сообраќаен прекршок и како последица на тоа имате повреда на лица, имате смртен случај, имате оштетување на туѓото возило, би требало вие да ја платите таа штета, но наместо вие, доколку имате полиса за осигурување, вашето друштво за осигурување ќе ја плати соодветната штета. И овај вид учествува со над 45% во вкупниот бизнис со неживотно осигурување. Понатаму имаме каско осигурување за моторните возила. Тоа е фактички осигурување за вашето возило. Значи, доколку вашето возило биде оштетено поради некои природни влијанија, дали тоа може да биде оштетување од град, понатаму оштетување од може да има кражба, кршење на стакло од насилници, поради демонстрации, штрајкови и така натаму. Во тој случај, кога не постои вина на трето лице поради сообраќаен прекршок, во тој случај, само доколку имате каско осигурување, друштвата за осигурување ќе ви ја исплатат штетата. Значи, тоа е осигурување за вашето возило. Каското осигурување е четврта најразвиена продукт во сегментот на неживотно осигурување. Понатаму, како втор најразвиен осигурителен продукт, после автоодговорноста е имотното осигурување. Значи, тоа е осигурување кое што граѓаните го купуваат за
да го осигурат својот имот од голем број на ризици, како што се пожар, поплава, кражба, но не само граѓаните, туку и самите фирми, значи правните лица, исто така си го осигуруваат својот имот од природни, да кажеме, несреќи, меѓутоа и од евентуални може да се случи кршење на машините, расипување на машините, прекин на работа, бидејќи прекин на работа ако се случи, вие може да имате индиректно големи финансиски загуби, бидејќи навреме нема да испорачате робата, нема да можете можност да извршите продажба, и тој прекин на работа може да има несогледливи финансиски последици за вашето работење и сето тоа може да биде предмет на осигурување. Трето најважно осигурување представува осигурувањето од незгода. Осигурувањето од незгода е можеби најмасовното осигурување кое што постои, бидејќи него го купуваат деца кои што се во предучилишна возраст, дали во детска градинка, па понатам го купуваат ученици кои што се во основна школа, во средна школа, на факултет, понатаму секој работен колектив. Исто така се купува осигурување од незгода, каде што вие се осигурувате од потенцијални финансиски загуби, доколку се случи некој несреќен случај, се повредите, скршите рака, нога, не мора да биде и толкава повреда, него може да биде и шунување на прст, на рака, или да имате други некои здравствени проблеми. И во тој случај целиот медицински третман околу санирање на тие повреди ќе биде платен од страна на друштвото за осигурување и како дополнително, доколку имате одредени намалување на вашата мотористика, односно имате одреден степен на инвалидност, следи одредена компензација како надомест за вашата, да кажем, намалена работоспособност, бидејќи сте имали одредена скршеница и се мери степен на инвалидност од страна на медицински стручни лица и еднократно друштвото за осигурување ќе ви компензираат одредена финансиска загуба. Потоа четвртото кажав дека е каско осигурување и потоа понатаму следат уште многу други видови на осигурителни продукти, како што е патничко осигурување, приватно доброволно здравствено осигурување, имате понатаму имате осигурување од одговорност, или тоа повеќе важи и за правните лица, професионална одговорност. Некои видови на осигурување се задолжителни по основ на закон, да кажеме тие за сметководители, нотари, адвокати, градежни фирми, туристички агенции, по основ на нивни закони кои што ја регулираат нивната професија, обавезно бараат да имате осигурување одговорност, каде што правното лице, доколку ненамерно предизвика штета на трето лице или на клиентите, и таа штета може да биде компензирана од страна на осигурителните компании. Пример, нотар ќе заведи погрешна, да кажеме, евиденција во своите нотарски записи, нормално тоа треба да биде ненамерно, и ако тоа предизвика одредена финансиска загуба кај неговите клиенти, тогаш тие ќе може да наплатат соодветна штета од осигурителната компанија. Така да постат голем број на продукти кои што се нудат во неживотното осигурување, и она што е интересно дека со развојот на самото општество, развој на економијата, развој на технологијата се појавуваат и нови ризици, кои нови ризици претходно не сме ги познавале, кои ризици може да имаат многу неповолно и многу големи финансиски и материјални штети што може да предизвикуваат кај граѓаните и кај фирмите. Ево да кажеме сега, многу актуелна тема е така наречените сайбер ризици, имено како резултат на развој на информатичката технологија, каде што ние сите користиме одредени инструменти кои што се поврзани со интернет, каде што веќе фирмите не може да се замисли нивното работење без компјутери и без користење на интернет,
може да бидат предмет на сајбер напади, кои што на сајбер напади може огромни штети да предизвикуваат во нивното работење. И сега друштвата за осигурување нудат осигурување од потенцијални финансиски загуби предизвикани од тие сајбер ризици. Додека кај животното осигурување, она што е најважно и што е најповеќе застапено, нели е продуктите кои што возможуваат надомест на штета доколку се случи ризик од прерана смрт. Ако некој граѓанин, значи му се случи прерана смрт, имајќи предвид дека актуарско статистички се докажува колку е просечниот век на живење на одредено лице, но се случува смртни настани, дали тоа несреќен случај, дали е тоа од болест и така натаму. Тој случај дека кога има осигурен својот живот, осигурената сума ќе биде исплатена на наследниците на тие што ги има наведено како корисници на осигурување. Но има уште еден сегмент, доколку лицето купи животно осигурување и ги доживее годините за кои што го купил животното осигурување, например ако купил за 20 години, 25 или 15 години, и ако не се случил ризик смрт, во тој случај друштвото за осигурување ќе му ги поврати парите кои што тој ги уплатил, плюс оплодени со одредена стапка на принос, бидејќи за целиот